Ви благодарам. Почитуван колега, не треба да се чувствувате виновни, а најмалку соучесник во бруталното кршење на Уставот, законите, деловникот на Собранието на Република Македонија. Ние бевме, почитуван колега, многу јасни, многу прецизни и постојано кажувајќи како на парламентарното мнозинство, така и на колегата Талат Џафери, дека ако еднаш го прекршиш и Уставот, и законите, и деловникот, тоа не ти дава за право постојано и во континуитет да ги кршиш. Така да господинот Талат Џафери може да го чита деловникот колку и да сака, но не смее да го прекршува. Како и членот 8а од изборниот законник, кој што е многу јасен и е многу прецизен, но на сите досегашни парламентарни состави изборниот законник се почитувал како закон. Само за овој состав и за господинот Талат Џафери, кој што незаконски ја извршува улогата на председател на Собрание, ова не важи. Така, почитуван колега, нема потреба вие ниту да се срамите, ниту да се чувствувате за виновник. Тој тоа што го прави, тој нека се срами од граѓаните. Партизацијата, класичната партизација, ваквата тортура која што се врши во институциите со кадри, некадри, која ма баш допирна точка, почитуван колега, нема прво со систематизацијата која што владее во институциите, а не со она што треба да го извршуваат кадрите, ниту било, почитуван колега, ниту ова уште еднаш може да се случи во Република Македонија. Но за сета ова лакрдија за која што вие говорите во вашиот говор, за овие 80 дена, нема никаква реакција. Молк од Соросоидите невладини организации, кои што беа најгласните критичари за секој еден чекор кој што владата на ВМРО-ДПМН го правеше во насока на подобрување на условите за живот во Република Македонија и граѓаните. Немаме, за жал имаше некоја бедна реакција од страна на Могерини, за тоа демек некаков укор за наводната партизација, но пожестока реакција од страна на Европската комисија по однос на вистина ваквото незаконско кршење и партизирање на институциите не видов. Исто така нема никакви реакции ниту од амбасадорите кои што беа на вистина и така добри критичари на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Точно, почитуван колега, остана уште парламентот единственото место кое што треба да ги разобличи сите овие погрешни стратешки политики кои што владата на Социјалдемократскиот сојуз ги води во континуитет сите 80 дена. Се барат механизми, како што можеме да видиме, и овој браник на вистината, која што треба да се разобличи пред граѓанството, сака да се уништи на начин на кој што се уништува, за да се стави во јаремот на Зоран Заев и владата. За жал, таква е реалната ситуација во Република Македонија.